Што има ново? Во Што има ново разговараме со Гордан Калајџиев, професор по кривична постапка и казнено право. Јавниот обвинител кажа дека објектот Пулс, еве го цитирам, не бил познат само на полицијата, бил познат на целиот град, бил познат и на локалната самоуправа, бил познат и на сите надлежни институции кои што требало да функционираат, што значи дека 13 години во Кочани не е извршен никаков инспекцијски надзор на објектот. Дали има одговорности самото обвинителство за овие 13 години за кои што зборува, бидејќи ако било општо познат објектот, би требало да биде познат и за обвинителството. Дали истрагата треба да се прошири можеби на самото обвинителство? Пропусти и со најмал каузалитет како сега што ги поставуваат би одговарале, би немало слободен човек во државата. Овие што, да речеме, се одговорни за македонски патишта, не знам, за сигнализација може би одговорно и МВР, за патиштата, македонски патишта и Крамо, кој е све одговорен, оди до владата одговорноста. Вие сте виделе, сте приметиле, секојаш кога сте искочите од државата, каква е сигнализација каде што има работа на пат. Уште 200 метра пред тоа светлечка и слично. Одете, извозете се до Охрид, не треба повеќе. Ако не ви е познат патот, ќе се убиете. Пред некој време отидов патот што сега ВМРО го пушти Југославија како едно од ретките придобивки. Прашање е дали е нивна. До Крива Паланка сте се возеле? Не сум. Таму секојдневно има несреќи. Знаете како оди патот, имате автопат и сега ако не знаете, нагло треба да се намали брзината и од автопат се симнувате со слалом низ една удолница. Така овде замки на сред пат имате. И секој ден имаше пред месец ден имаше и прва жртва. Ако ја спроведете овој пристап за одговорноста, треба да одговарат повторно најгоре до премиерот, до сите, за ова како изведен и завршен овој пат. Прво како е проектиран, второ како изведен, ја не знам тој дали е од почеток така проектиран, пошто тоа би било глупо. Значи, во некои ситуации, каде што има очигледни пропусти, например, сега оваа зграда, да се утврди дека е проектирана погрешно, уште пред 20 години, ќе биде сепак јасен каузалитетот, пропустот на архитектот, на тој што изведувал, со ако се сруши зградава на мал земјотрес или само од себе, и како што беше случајот во Нови Сад. Меѓутоа, за многу други работи, толку наназад немате директна поврзаност на тие пропусти со последицата. За да речете дека сега, не знам, кај градоначалниците, например, нема јасна правна обврска дека они треба да контролират поедини објекти. Они имаат, не знам, одговорност во градот да обезбедат соодветна служба или ако има потреба да побараат помош од државата, па дури од странство преку државата, ако се деси, не знам, голем пожар како овие што ги имаме преку лето. Значи да има единица што ќе се бори со тоа, мада и еве сега слушаме дека и таму тие биле практично преполовени од тоа бројот што требало да ги има. Ако проверите и по држава, веројатно у секој град се помалку пожарникари од тоа што е стандард. И веројатно немаат адекватна опрема. Во однос на начинот на кој што се спроведува истрагата, неодамна јавниот обвинител и министерот за внатрешни работи се појавија заедно на пресконференција. Често пати се случува детали од истрагата, почнувајќи од оној документ фамозен за нелегалната лиценца, да ги соопштуваат премиерот или министерот за внатрешни работи, кој всушност ја води истрагата. Дали премиерот, дали Министерството за внатрешни работи, министерот или обвинителството. Гледате ли тука некакво поклопување, како да речеме, на јавното обвинителство од страна на извршната власт? Па и тука се гледа дека ние немаме јасни стандарди, бидејќи предистражната постапка во принцип е тајна и по правило премиерот не би можел да ги има доказите, например конкретната лиценца би требало да биде доказ во постапката и нема начин таа да дојде до него. Сега ние сме исто да речам банана држава и тука премиерот сака да биде мал Вучич
Ја не знам како не излече поука дека тоа веќе не поминува ни во Србија, зашто би поминало тука. И сака да се покаже како татко на нацијата и слично. За жал и председателката не ја видов да се појави. И во овие работи каде што надлежноста е на обвинителството, бидејќи закон за кривична постапка го дезигнира јасно обвинителството, дека тоа ќе дозира што може да се објави, што не во интерес на јавноста. И тука и тоа што Министерство за внатрешни работи мора да биде под, да речем, под раководство или во рамки на тоа Односно што да му прави пружи асистенција на обвинителството. обвинителството. Сега гледате како кај нас како беа поставени работите до вчера, беше онаа приказка дека Министерството е успешно за разлика од обвинителството. И сега оние што се според законот, според хиерархијата во правниот систем, полицијата е асистенција на обвинителството за собирање на доказите и слично. И они се подредени. Ама они бидејќи се директно врзани со извршната власт, сакаат да добијат поени на нивни рачуни, на рачун на извршната власт, а вината да ја префрлат за неуспехот врз обвинителството и се појавија на основна конкуренција. Они не се конкуренти, они им се нив асистенти, не може да се конкуренти. И беше малку и чудно, целата, да не ја коментирам, целиот циркус околу јавниот обвинител, како тој беше најлош и требаше да се разреши, а за тоа дури имаше и писмен материјал од Министерството за правна, што владата го усвои и го даде до собрание. И од сега, наеднаш што е стана подобар и практично ние не знаеме како граѓани дали тој сега е уценет, мора да им удоволува. Се случуваат чудни работи во секој случај, значи не е вообичаено толкав број обвинители да работат на еден предмет. Па кој ги работи другите работи? Па не може да заржава, да застане, има други типови на криминал, што се исто толку важни. Министерот Тошковски вели во своите изјави дека МВР покажало дека законот важи за секој, што ќе се огреши, а при тоа, ако се собрани соодветни докази, дека со ваквиот пристап постои шанса да се рестартира или да се ресетира системот. Вели дека времето на кабелот и пајакот, кога пајакот и кабелот беа криви, заврши. Од другата страна, опозицијата и добар дел од критичката јавност велат дека власта се обидува да ја избегне сопствената одговорност. Ке имаме ли преку овој случај некаква шанса за ресетирање на системот, кој што очигледно покажува големи пропусти и слабости? Вака како што е трнато, не може да се ресетира системот. Прво, не може да се оправи со ваква некоја замисла, сега ние ќе казнуваме, овие се деси ова и сега тука сите ќе ги казниме и на нивни грб ќе поставиме, не знам, големи успеси натаму на генерална превенција или ќе покажеме како се работи. Системот што не функционирал не може да профункцира преку ноќ, а најмал се со политички реторики. Значи, може свашта да зборува. Ја мислам дека малку министрот за внатрешни работи, кој што едначе го знам Панче лично, беше фино момче. Има еден проблем, луѓе во кај нас, тоа сум го видел и со други мои, дури и поблиски, многу поблиски. Владо Бучковски ми бил другар, Бранко, Јане Милевски, да не ги редам сите, Бранко Азевски. Луѓето е чудна работа, пошто не сме били и не може тоа да го сватиме, малку сме дури и критични, кои ќе дојдат на власти малку од една страна притисокот на одговорноста, од друга страна власта ги удира, ги возат со коли, од еднашка мислат дека се ги тапкат сите по рамо, малку губат контакт со реалноста. И ако немате и доволно базична политичка и општа култура, лесно е да се занесете. Например, он сега дели лекции на пратениците собрание. Нема е јасно прво, она е во собрание само да одговори на прашања. И уште ги постира тие како дели лекции
посебно на албанците, на албанските партии сака да им дели лекции и мисли дека тоа ќе му стават поени на избори и македонците. Тука го става министерството кое што првично негова грижа треба да е да го покаже како аполитично и безбојно по овие етнички основи и слично. Тоа е ресетирање. Да покаже професионализам. Чим вие го ставите во политичка функција, во дневна политика, целата приказка, вие сте потврдили и тука нема ресетирање. Прво нема ресетирање затоа што за да го ресетирате треба да тргнете од здрав вредносен систем. Нашите политички партии јас тоа го кажувам постојано, дека џабе да не им веруваат дека они ќе го ресетираат системот и ќе бидат борци со корупција, затоа што со партиите по дефиниција легло на корупција. Власта у принцип е корумпира. Може системот во оваа смисла, значи борба за правна држава да го ресетираат само ако на место на обвинител државен дојде стварно човек со интегритет. Ако во раководните места по судовите дојдат луѓе со интегритет, а не политички, а они што покажа? Покажа да ги менуваме овие, а носат своји. Тоа нема никаква смисла, тоа е губење време. А да ги трнеме овие што биле до вчера не одговарат, а ќе донесеме наши. Дури во помалку експонирани места се бараат аполитичност. Комитетот за превенција на тортура има најголеми забелешки прво за состојбите во Идризово, ајде ќе кажеме најлош затвор у свет, у Европа барем. Меѓутоа втората главна забелешка му е политизација на директорски места управа за ова. И што направи они во управата го донесува пак политички човек. Директорите се пак политички. Значи свесно одат контра сите стандарди што им ги бара Европа. Така и во ова, нема намера нашите политички партии нема никаква не покажуваат намера да се откажат. Ја видам, ако има некои шанси за брзи резултати, тоа е само ако политиката ја тргне чизмата од судството. Не они да го реформираат, не можат они да го реформираат. Они се субјективни, они се еднострани, они имаат конкретни интереси, увлечени се у конкретни инвестиции, у конкретни тендери, они се одговорни за буџетот, тоа е најголемата фирма во Македонија е државата. И се они се одговорни за тие пари, се они ќе биле тие што ќе го ресетира системот. Мора да има Македонија и треба да свати политичарите зошто треба поделба на власт, зошто треба она што го вика checks and balances. Меѓусебна контрола на властите. Не можат нашите политичари покажуваат многу ниско ниво на правна и општа култура, не можат ова да го сватат. И ние укажуваме, јас секојдневно се обидувам да делам мини лекции по правна држава и што добивам одговор од премиерот? Да поглавци некои ќе коментирале како некои гњаватори. Сега јас сум сакал да исправам криви дрини и слично. Не сваќа дека тоа е добронамерно укажување дека има како се поставува правна држава. Ние не може сега да измислиме македонска правна држава. Има како во светот и во Европа изгледа правна држава и како функционира модерната демократија. И тоа бара пред се поделба на власт и меѓусебна контрола, што вика checks and balances. Тоа не го сватија од почетокот Љупчо. Ја некој гледав Жарко во време Хелсиншки кога бевме, еден извештај, ја сум дал интервју за извештајот 2012 на Хелсиншки. Све таму што пише, све и денес важи. По 2012 до 2025 поминале 13 години, како за 13 години не се мрднале овие работи за кои што збориме, не се мрднале едно метро. Професоре Калалџиев, ви благодарам многу за овој разговор. Што има ново? Што има ново?